почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На денешната седница на Собранијската комисија, пратениците на ВМРО ДПМН ги одбија сите амандмани поднесени од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на измените на скандалозниот закон за полиција и закон за внатрешни работи. Со ова пратениците на ВМРО ДПМН не само што гласаа за партизација на полицијата, туку станаа соучесници во разрастројањето на најважниот дел од безбедносниот систем, полицијата и Министерството за внатрешни работи. Ударот што врз полицијата и професионалните полицајци го спрема Тошковски е удар и врз безбедноста на граѓаните и врз демократскиот поредок на земјата. Амандманите на СДСМ се однесува на задржување на кариерниот систем, професионалноста и институционалниот интегритет на полициската униформа. Затоа што намерата на Тошковски е целосна демонтажа на функционалната структура на полицијата и создавање партиска милиција под негова контрола. Баравме соодветна класификација на работните места во Министерството на внатрешни работи, за да спречиме хаотично и селективно вработување само по партиски клуч. Баравме задржување на регионалните гранични центри, за да сочуваме безбедноста на граѓаните и на границите и да не дозволиме мигранти во иднина. СДСМ преку конкретни разумни амандмани вложи напор да се задржи професионалноста и функционалноста на Министерството на внатрешни работи. Но ВМРО ДПМН ги одби сите наши предлози, свесно по налог со политичка цел. Пратеници на ВМРО ДПМН го следеа партискиот интерес наместо интересот на граѓаните и на државата. Забораваат дека на овој начин стануваат и тие заложници и ини жртви на Тошковски по рецептот на Никола Груевски. Како во времето на Груевски и сега се воспоставува систем на контрола, партиски и уцени. Никој нема да биде поштеден, секој што нема да слуша ќе биде таргетиран. Ова е директен удар врз професионализмот и деполитизацијата на полицијата, за која сите се боревме години наназад. Очигледно по секоја цена Тошковски сака полицијата да е за заштита на мафијата на власт. Граѓаните веќе видоа што значи полициски систем под команда на партијата, злоупотреби, прислушување, тортури, заплашување. Тоа време никогаш повеќе не смееме да дозволиме да се врати. Ги повикуваме сите слободоумни граѓани, невладини организации, меѓународни представници да окренат својот глас против создавањето партиска милиција, против ова рушење на еден од столбовите на демократијата. СДСМ и понатаму ќе се спротивставува на секој обид за назадување, за враќање на режимот. Ќе се бориме за професионална, транспарентна и деполитизирана полиција, онаква како што им треба на граѓаните и државата. СДСМ останува на страната на правдата, редот и граѓаните. Благодарам.